Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Како и што се очекува секогаш, нашите амандмани се одбиени, иако во врска со овој предлог закон има толку многу дилеми кои јас би сакала да ги појасниме, затоа што јавноста треба да види и да си процени за што точно се работи. Во самиот вовед, став 1, оцена на состојбите во областа што треба да се уреди, се дава можност за ослободување од увозни давачки на приватна компанија со специјален закон. Нешто што во најмала рака е многу сомнително, бидејќи навлегува и во автономијата на самиот царински закон и представува негово заобиколување. Имено, ослободувањето од увозни давачки е стриктно регулирано со членовите 193 до 198 од Царинскиот закон, а таму не се предвидени вакви одредби, како што предвидува овој предлог закон, посебно затоа што овде се предвидува ослободување од увозни давачки и акциза при увоз на приватна компанија, нешто што досега не постоело во ниту еден друг закон. Второ, во воведот на овој предлог закон се предвидува ослободување од ДДВ, увозни давачки и данок на моторни возила за пикап возила кои се со двојна кабина. Знаеме ли која е целта и колку такви возила се потребни за овој проект? Дали можеби под закрила на овој закон ќе се увезат и луксузни возила за фирмата, кои ќе можат да се возат без давачки, и која е таа фирма која ќе биде над сите граѓани и над сите фирми во Македонија, па да може да донесе колку сака возила, било да се патнички, било да се пикапи, било да се товарни, кипери, камиони и слично, па после 3 години да може да си ги препродаде со екстра заработка. Ме интересира кое е значењето на овие пикап возила за успешна реализација на овој проект, па да се инсистира да се ослободат од ДДВ, царина, акцизи, данок на моторни возила и колку такви возила се потребни за конкретниот проект. Сомнеш отвара и прашањето зошто од првичната верзија со која беше предвидено ослободување само на пикап возила, во вторава верзија се проширува опсегот на ослободување за сите возила. Што ако, да предпоставиме, оваа компанија увезе 50 или 100 луксузни возила, па макар биле и пикапи, ги чува 3 години и после тоа ги препродаде? Кој ќе ја води оваа евиденција? Третата забелешка ми е на ставот 3, оценка на финансиските последици. Сте навеле дека законот ќе предизвика неутрален негативен нетофискален ефект. Како може да биде неутрален кога истиот, и тоа како ќе биде негативен, затоа што приватна компанија ќе има ексклузивно право да ги увезува горе наведените возила без никакви давачки. Ќе увезува и енергенси без ДДВ и ќе има право на повраток на акциза. Наместо овие средства да останат во буџетот, тие ќе се враќаат и ќе останат кај приватна фирма. Четврто, забелешка на член 1, став 6, 7 и 9. Стратешкиот партнер, избран од владата, кој ќе биде приватна компанија, ќе има право на враќање на износот на акциза. Враќањето на акциза е предвидено согласно член 98 од Законот за акцизи и е предвидено дека може да се врати акциза само за гасно масло, само доколку истото е наменето за греење во домакинство или е за процес на производство. Овде се отвара прашањето: кој ќе води контрола дали горивото, кое би било предмет на враќање на акциза, ќе биде навистина употребено во проектот или пак по пониски цени ќе се продава на црно? Дали ќе се отвори црниот пазар за продажба на нафтени деривати, познат од раните 90-ти години, црн пазар со гориво, после кој се појавија олигарсите? Дали се подготвувате за нова олигарсија? Овој закон дава можност за враќање на милионски износи само врз основа на изјава дека енергенсите се употребиле за проектот. Значи,
Без контрола од царинска служба, без воспоставен систем за контрола и движење на акцизните енергенти, а само врз основа на изјава ќе се бара враќање. Тоа, почитувани, е простор за милионска злоупотреба. Петтата забелешка на член 1, став 7 од предлог законот предвидува да се запишува назив на овој закон на фактурата, што не е никаков механизам за контрола. Петто, Царинската управа на Македонија има пропишан начин и правилник за тоа како и во кои случаи се врши враќање на акциза. Овој став за враќање на акциза е спротивен на законот за акцизи. Членот 1, став 8 од предлог законот, кој се однесува на ослободување од давачки за моторни возила, исто така остава огромен простор за манипулации и злоупотреби. Шесто, забелешка на член 15б од предлог законот, кој предвидува дека возилата не смеат да се отуѓуваат во рок од 3 години. Одредбите за 3 години неотуѓување веројатно се преземени од член 200 на Царинскиот закон на Република Македонија, кој предвидува неотуѓување на стока која е предмет на ослободување согласно членовите 193 до 198 од Царинскиот закон. Меѓутоа, овде е сосем друга специфичноста на ова ослободување. Нема јасни цели зошто се потребни тие возила. Нема ограничување на видот и бројот на таквите возила. Дали е потребно да се додели ова ослободување? Дали неотуѓувањето треба да биде само 3 години или пак рокот за неотуѓување треба да биде многу подолг? Па дури да се наведе секако доколку се оцени дека треба да се ослободат овие возила од давачки, дека не смеат да се отуѓат се до завршување на проектот или рокот да биде 5 и повеќе години. Например, не смеат да се отуѓат во рок од 5 години, колку што сега предвидува нивниот проект, но доколку изградбата се пролонгира на повеќе од 5 години, да се наведе дека и возилата нема да смеат да се отуѓуваат се до завршување на проектот. Ова го велам бидејќи месец или 2 пред завршување на проектот, например, може да се набават десетици возила кои потоа по само 3 години би се продавале со екстра заработка, без платени царински давачки, кои некогаш може да достигнат десетици илјади евра за едно возило. Ова е затоа што, како што и претходно кажав, и се дава можност на фирмата да увезе десетици, па и стотици вакви возила, па потоа релативно нови, по само 3 години, да ги отуги и да заработи екстра пари, нарушувајќи ја на тој начин конкуренцијата на пазарот на возила на фирмите кои плаќаат легални давачки. Во старт ќе има нелојална конкуренција со 20 и повеќе проценти пониски цени на возилата, кои ќе може да ги пласира само една фирма по само 3 години. Бидејќи ослободувањето од царински давачки во моментов е право на царинскиот орган, согласно членовите 193 до 198 од Царинскиот закон, по вашиот предлог закон се поставува и прашањето кој би го давал ослободувањето, бидејќи царината ќе нема такво право. Дали ова не значи мешање во надлежностите на царина? Понатаму, што е со уредбата за поблиските критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката, која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки. И во оваа уредба не е предвидено вакво ослободување на возила. Накратко, оставена е можност да се формира нова фирма, која преку ноќ ќе има екстра повластици, кои во старт се спротивни на постојните закони. Поставив доволно прашања на кои очекувам одговор. Ви благодарам.